Драги мои, здраво! Честитам огромна историска победа на ВМРО-ДПМН. Како партија влегуваат во историјата со две најголеми победи за само година дена, парламентарни и локални. Ова е историја. Што сакате зборите, што сакате мислите, ова е историја. Но ВМРО не си го направи само. Ова го направивте вие, македонскиот народ. Вие гласавте. Зошто гласавте? До утре сабајле можеме да седиме и да анализираме и лоши и добри работи. Но проценивте што е лошо, што е добро. Трагично е што опозицијата во целава своја приказна не собра сили да излезе од својата лушпа, оклоп, направен од препотенција, ароганција, вулгарност. Дури и сега ги читам нивните ботови, како омаловажуваат. Те не знам ги омаловажуваат овие, те оние. Ке идам ја у други детали, набрзо ќе ви направам и нов подкаст. Сега, само да прославиме. Многу ми е жал што опозицијата не може да смогне сили, затоа што тоа е прв начин да си признае дека вината е во нив и за сите срања кои се случија во Македонија, вклучително и она на пролет, она огромна, дури светска трагедија, во најголемиот 95% е нивна вина. Тоа е начин на излекување. А ние ќе прославиме. Со задоволство ќе прославиме. Зошто? Затоа што двајца луѓе се за мене клучни во целава игра. Тој е премиерот Мицкоски и тој е министерот, вице-премиерот и министерот за транспорт и врски Александар Николовски, кој на овие избори беше сосема во втор план. Овие пар дена малку се појави и така натаму. Еве сега само ќе ви се навратам зошто ВМРО-ДПМН победи толку силно и толку моќно лани на парламентарните избори. Зошто ги прегази СДСМ? Затоа што на претходните локални избори победи во многу општини и нивните градоначалници, со исклучок на градоначалникот на Скопје, работеа изворедно. Народот тоа го препозна. Градоначалничката имаше шанса да биде некронисана кралица, таа реши да работи во корист на опозицијата, на ДУИ, и се сврте против партијата која ја донесе на власт. Затоа вака неславно завршува, а Скопје ќе остане во власта на оние на кои им верува. Зошто? Затоа што ја прочита играта. Дали разбирате дека џабе ви се и подкасти, џабе ви се и приказни, и изјави, и што ти ја знам, пиари. Народот не е глуп. Може малку да е наивен. Наивност и глупост не се исти. Може наивно да даде шанса на некој. Но замислете, после такво фијаско со градоначалникот на Скопје, ваква огромна поддршка. Зошто? Тука е клучен Александар Николовски и премиерот Мицкоски. Александар Николовски прво што направи, кога дојдоа на власт, пола милион инвестицијски кредит од Унгарија. 5 милиарди од Обединетото кралство, а премиерот Мицкоски најави и 150 милиона со 1000 вработувања високо платени. Зошто им верува? Заради минатиот труд, заради градоначалници кои се покажаа, кои се докажаа, кои работеа. Затоа немам двојба дека Орце Георгиевски ќе биде градоначалник на Скопје. Колку затоа што како личност заслужува, толку и заслужува заради поддршката која ќе стигне со него. И искрено верувам дека за многу кратко време ќе видиме огромни промени. Ако за година дена гледаме 20 кусур километри од автопатот Кичево Охрид направен, ако гледаме
Поминувате, патувате, не сте слепи. Што се случува Тетово Гостивар? Се гради уште еден цел пат. Гледате каква градежна офанзива, какви проекти се финансирани по општините. И сето тоа на страна ти, дали си ВМРО или СДСМ, викаш, чекај бе, па овој ќе инвестира, овој ќе дај у моја општина да се направи нешто. На крајот на криштата овде нема идеологија, овде имаме корист. Центарци ќе си седат у својот кенев, како и до сега, со нивната петокрака на чело и нека си терат. Ја ќе го сркам со нив. Она што они го нарекуваат јадење, јас го нарекувам помија. Знаете што? Дајте вториот круг. Мислам, дали ви е јасно дека џабе е спишување статуси, џабе е се, искачање на избори е се. Заковајте им последниот глогов колец, последната шајка во сандакот на една антимакедонска, антинародна, антидржавна структура, спремна да не даде и на бугарите, да продаде име, идентитет, па дури нив. Какво фијаско беше фон дер Лајнен. Ох, леле, пак се расплинав за 300 работи, а дојдов да прославиме. Не можам да пуштам ни еден чочек, затоа што YouTube одма се, че немате авторски права, а ја некако со саксофон, Бог да го прости, Ферис Мустафов, некој како него наследник овде, када ја ќе се кажев на вас. Верувам во подобри денови за градот, за Македонија. Ви честитам уште еднаш за изборот, ви честитам што излеговте, ви честитам што гласавте и тоа треба храброст, и честитам што не паднавте на манипулациите. Тоа највише ме одушеви. Тоа кажува дека интелектуалното ниво, интелигентното ниво, духовното ниво на македонскиот народ не опаѓа, напротив. Низ тоа што сите заедно поминавме маки и страдања, ние станавме само подобри и помудри луѓе. И ви честитам што не се ситите, што не сте осветољубиви, а жал ми е што опозицијата и покрај тоа што паѓа и тоне, само гребе, каса, вулгаризира и напаѓа. Игнор, игнор, игнор. Честитам победа. Историска. Историска. Дали ви е јасно? Нема вакво нешто да се повтори, луѓе мои, затоа што е просто невозможно. Мислам дека во историјата на Македонија никогаш немало ваква победа.